Субвенциите за земјоделците до година во буџетот се проектирани на околу 136 милиони евра. Повторно се планира нивна распределба по пријавена единица површина и предадени количини кај откупно-преработувачките капацитети. Во Струмичко поделени мислењата како треба да се дели државната помош. Од Сојузот на синдикатите на земјоделски производители тврдат дека треба да остане овој модел, бидејќи производството и понатаму се продава на пазари, зашто земјоделците не добиваат откупни белешки. Субвенциите би требало и понатаму да се исплаќаат површина, бидејќи мораме да излеземе во пресрет на самите земјоделски производители кои се во немал број своето производство го даваат се на се уште постоечките кванташки пазари, каде што не добиваат никаква документација за својот производ, кој после може да го аплицираат за продаден килограм производ. Мислам дека пак е потенциран. Неминовно е субвенционирањето да се врши на површина. Регионалниот центар на Сојузот на земјоделци во Струмица пак смета дека треба да се отвори дебата за начинот на распределба на субвенциите. Според нив, државната помош треба да се дели по основ на предадени откупени количини. Ке се знае кој откупува, кој колку произведува, зашто ќе има и веродостојна документација. Предаден килограм, како што е за куртовста капија, така да се исплаќаат субвенциите. Има и за употреба од одредени површини и това се големи хектаражи, така да субвенциите паѓаат таму. По предаден килограм и тоа доводат, значи тогава се нема злоупотреби, се јал 100 хектара урее, нема 5 урее. Во однос на моделот на субвенционирање, во моментот се подготвува 5-годишна национална програма за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, во чија изработка ќе бидат вклучени сите чинители на земјоделскиот сектор, велат од Министерството за земјоделство. Моделите на субвенционирање ќе бидат во насока на укрупнување на земјоделското производство, поддршка не само за примарното земјоделско производство, туку и за преработувачката индустрија, со цел создавање финални производи со висока додадена вредност кои ќе може да бидат конкурентни на странските пазари.